Продолжуваме со примери на енергетски ефикасно реновирање на постоечки објекти. На сликата направена со термографска камера се прикажани два соседни објекти во различни фази во однос на енергетските загуби, односно објект со добра изолација или објект кој е реновиран во согласно со препораките на енергетската ефикасност и објект со слаба изолација кој во значителна мера има енергетски загуби и треба да се реновира. Од германската литература за овој модул е даден пример на објект изграден во 50-тите години, кој има карактеристики на топлотна спроводливост дадена со увредностите за ѕидовите, прозорците, меѓукатните конструкции, подовите и таваните. Исто така дадена и процентуално енергетската загуба на топлина со спроведување низ ѕидовите, но и со трансмисија и вентилација, како и загубите низ таваните и низ подот во земјата. Овде е прикажано на графикон колкова е загубата на енергија во киловат-часови на метар квадратен годишно пред реновирање. Постапката на реновирање опфаќа поставување на надворешна изолација. Ѕидот примерно се состои од внатрешен гипс, ѕидна конструкција и надворешен гипс. На тоа, како мерки за реновирање, се додава топлинска изолација, зајакнат гипс и тоа се дрвени кренови и талпи за да се држи изолацијата од надворешната страна. Овде е прикажано реновирање и изолирање на ѕидовите од внатрешната страна со пополнување на празнините и термичките мостови. Па така, ѕидот кој што исто така претходно го објаснивме и е составен од надворешен гипс, ѕидна конструкција и внатрешен гипс, од внатрешната страна добива мерки за реновирање кои што се состојат од топлинска изолација, парна бариера, лајсни, односно инсталационо ниво, каде што ќе поминува електричната инсталација и гипс плочи или дрвени панели, зависно од крајниот финален изглед на ѕидот од внатрешната страна. Предвидено е реновирање и на кровот, кој што во случајот е рамен кров, и мерките за реновирање се состојат од чакал, два слоја од битуменска покривка и топлинска изолација, кое што е поставувано на кровот кој што е составен од бетонски покрив и тавански гипс од внатрешната страна на објектот. На крајот, проценето е дека треба да се направи дополнителна изолација на таванот во подрумот. Тој е составен од бетонска плоча и звучна изолација од одек на чекори од страната на подот на првиот спрат, односно приземјето. Мерките за реновирање опфаќа поставување на изолациони панели залепени на таванот од страната на подрумот и обложени со гипс-картонски плочи. Променето е застаклувањето со ново двоструко термопан стакло, кој и на графиконот после реновирањето се гледа дека енергетските загуби се намалени за 2/3 од претходната состојба. Па така, кај објектот, енергетските загуби од 365 киловат-часови на метар квадратен годишно, после реновирањето се намалени на 80 киловат-часови на метар квадратен годишно или за 78% помалку. Поздравени, јас сум Емилија Софеска, вашиот предавач и се јавувам од Марибор, Словенија. Во позадина ја гледате последната зграда од оваа населба за која што е предвидена реконструкција, односно промена на фасадата во согласно со директивите од Европската унија за енергетска заштита. Во позадина исто така можете да видите други објекти кои што претходно пред промена на фасадата изгледа исто како и објектот кој последен се работи. Станува збор за објекти кои што се изградени при крајот на 60-тите години и почетокот на 70-тите години од минатиот век во монтажен систем како комбинација на армирано бетонски платна и сипорекс ѕидови. Облогата е од лим. Сега се започнува со вадење на лимот
при што ќе се постави изолација од 15 см стиропор. Истовремено се работи и на санација на кровната површина, бидејќи станува збор за рамен непрооден кров. Ова е сличен стамбен објект во истата населба, за кој што во тек е реновирање, односно промена на фасадата. Тука можете точно да го видите деталот кој што го опфаќа стариот и новиот дел, односно местото каде што се поставува изолацијата и колку таа изнесува во дебелина, рековме 15 см. Како што можете да видите, во веќе направениот дел зградата изгледа визуелно идентично каква што била и претходно. Ова реновирање се врши во согласност со барањата на Директивата за енергетска ефикасност на Европската Унија и на секој од сопствениците од становите во зградата им е доставен писмен документ со кој е објаснета градежната процедура, но и финансиската пресметка на чинење на трошоците за реновирање. Имено, во првиот дел се објаснува колку процентуално изнесуваат загубите на енергија како резултат на спроведување на топлината низ постоечкиот монтажен сендвич ѕид од Сипорекс и лимена облака. Увредноста на постоечките ѕидови изнесува околу 0,9 ват на метар квадратен Келвин или околу 35% од вкупните загуби на енергијата во зградата. Мерките кои се предвидуваат опфаќаат демонтажа на лимената облога и обложување на објектот со изолација од стиропор со дебелина од 15 см, со што увредноста на новиот ѕид би била 0,2 ват на метар квадратен Келвин. Односно, загубата на енергија за загревање на објектот се намалува за 35%. Покрај ѕидовите од фасадата се врши дополнителна изолација и на рамниот непроводен кров на објектот. Финансиската конструкција на градежниот опфат според законот во Словенија е субвенционирана за сите објекти со приближно 15% од потребните средства од страна на државниот така наречен еко склад. Или поточно, за конкретниот објект тоа изнесува 38.728 евра. Изведбата на нова термоизолацијска фасада изнесува 139.662,30 евра, а обновата на кровот 89.827,26 евра. Во цените се вклучени ДДВ кој изнесува 9,5% за градежништво во Словенија. Резервниот склад кој го има зградата изнесува 32.900,80 евра. Државата субвенционира со 38.728 евра. Остатокот станарите го доплаќаат преку кредитот кој е подигнат за таа намена и ќе се отплаќа за време од 15 години. Например, за стан од 33 метри квадратни, месечно трошокот изнесува 24,62 евра.